во однос на тоа како треба да биде. Од овде сакам да порачам, како што зборувавме и за претходната точка, дека ова е надоврзување. Еве на денешна седница имаме 3 вакви групи на производители на земјоделски производи кои што се опфаќаат со овие две законски решенија, каде што се предвидува вкупно да бидат ставени на располагање 510 милиони денари, што впрочем можеше да се предвиди и во интервентниот фонд, каде што беа намалени драстично средствата, но сакам да биде јасно и за јавноста и за сите граѓани кои што не следат. Без разлика дали се однесуваат во однос на ковид пакетите, односно ковид мерките или од програмите на министерствата, овие средства се од буџетот на Република Македонија и се наменети за земјоделците. Дали внатрешно во владата и во собранието со прераспределување на средствата од една во друга ставка е најмалку битно за самите земјоделци. Сакам да потенцирам да ги избегнуваме ваквите адхок решенија и бирократски постапки, бидејќи денес сме сведоци дека мораме да поминеме одреден временски период за да дојдат граѓаните до овие средства. Повторно ве повикувам системски да ги надминеме овие решенија и во предвидениот интервентен фонд, а и други мерки кои што би ги предвиделе да можеме да ги надминеме сите овие вакви ситуации кои што периодично во текот на годината ни се појавуваат со сите производители на одредени од сточарство до полјоделство до раноградинарство и овоштарите, тутунарите, сите гранки во земјоделието каде што можеме да наидеме на вакви проблеми. Да бидеме ефективни во однос на ефектуирање на овие средства за конечните корисници, тоа се оние кои што ни произведуваат храна. Ви благодарам. Дали некој друг бар збор?